Ставам на гласање, те повикувам да гласам. ДУИ СДСМ Тивка, без да изустат ниту еден збор од собраниска говорница, решија да остават 650.000 македонци во државен притвор и уште 100.000 заглавени во странство. Пратениците од овие две партии гласаа против предложените измени од ВМРО ДПМН за продолжување на рокот за важност на пасошите до крајот на годината. Дури 54 од нив гласаа против, но ниту еден од нив не смогна храброст да образложи зошто на граѓаните нема да им се олесни и до нова година да може да ги користат пасошите со старото име на државата. За опозицијата ова е потек кој се граничи со лудост, затоа што во 21. век на граѓаните им се ограничува слободното движење, се крши уставот, а на некои им се укинува и правото да гласаат и да бидат бирани. Во 21. век да ограничувате слобода на движење на луѓе, да кршите уставни права за влез и излез од сопствената држава, да свесно оневозможувате право на лечење на болни надвор од нашата држава, да го ограничувате правото на секој да може да бира и да биде избран, се граничи со лудост. Поддршка на измените дадоа и пратениците од албанската опозиција кои за разлика од ДУИ, кои цврсто се држаа на ставовите на власта, сметаа дека пасошите требаше да се продолжат затоа што тоа е во интерес на граѓаните. Во принцип тоа е во интерес на граѓаните, бидејќи ова влада покажа дека не беа на ниво на задачата и ги остави голем број граѓани внатре во државата и надвор со големи проблеми без нивна вина. И мислам секое решение што оди во прилог и во интерес на граѓаните ние ќе придонесеме. Во меѓувреме, од Европската унија стигна став според кој, како заедница, сметаа дека Македонија мора да ги почитува меѓународните договори, но оставаат на земјите членки поединечно да решат дали ќе дозволат или не на нивна територија да се влегува со пасош кој нема да биде северен. Важно е Македонија да продолжи да ги почитува меѓународните договори, вклучително и обврските што се однесуваат на обновување на пасошите, што се содржани во Преспанскиот договор. Потсетуваме дека признавањето на патните документи од трети земји е во надлежност на секоја земја членка на ЕУ. Како што е познато, излез со стариот пасош дозволуваат речиси сите земји, но влез дозволуваат само Австрија, Швајцарија и Хрватска, а со лична карта може да се патува во Србија, Косово, Албанија и Босна.